и на наше задоволство, како што и претходно во најавата колегата Чаловски спомена, во овој блок од отвореното студио 1 ќе третираме една тема, здрава, планински велосипедизам. По тој повод наш гостин е господин Љубиша Кондев, долги години планински велосипедист, тренер и уште има многу што да се каже, меѓутоа ќе слушнеме во продолжение. Најпрво, добар ден и добре дојдовте. Добре најдов. Така, може, заборавив да напоменам дека во дел од студиото ќе се види и секако професионалниот велосипед на господинот Кондев. Така малку ни го разубави студиото и ќе започнеме со тоа. Најавив долги години планински велосипедист. Но поседувате и лиценца за тренер. Генералното прашање би било колку кај нас има интерес за овој спорт, без разлика за било која возраст станува збор и дали евентуално се организираат, односно да се организираат надпревари, меѓутоа планирате ли да ги проширите можеби? Има ли некаков оптимизам во овој однос? Па, видите, интересот е огромен, особено во последниве 5 години, каде што може да се примети колку се полни планиниве, барем водно во нашава околина и самиот кеј на град Скопје. Значи има лига на надпревари која што ги организира Велосипедската федерација на Македонија и тај распространета во малтене во повеќето градови во Македонија каде што се гаи велосипедизмот. Планинскиот велосипедизам е, да кажеме, нова дисциплина во велосипедизмот, но и самиот олимписка дисциплина, каде што на Олимписките игри во Атланта влезе директно без некои предолимписки најави или било што. Се проширува, нова во Македонија или нова во светот воопшто? Не. Нова во Македонија? Во Македонија е веќе застапена повеќе од 20 години, како маунтин байк. Но во почетокот беше многу така, не развиено, но сега може да се видат групи од велосипедисти кои што се движат во еден ден, можеби да има 10 до 15 групи кои што се движат по планиниве во Македонија. Така да е доста распространето и е во, да кажеме, кај младите така една голема рекреација. Пред да зборуваме за техниките, за начинот на кој што се станува планински велосипедист, јас сакам да ве прашам за чувството, личното чувство, што значи кога ќе се качите на еден велосипед и ќе трнете низ планините, без разлика дали е тоа во Скопје или било каде? Па, едноставно голема слобода. Сиде во планина каде што нема урбан сообраќај, гужви, нема семафори, нема нервоза, така да е едноставно уживање. По мене возењето во планина е помалку опасно него возењето во Скопје. Затоа што за нас во Скопје е поекстремно да се вози него по планини. А ризик ли е непознатиот терен или се истражува со самото возење? Па се истражува, значи секогаш постои некој ризик, но ако ја контролираш брзината и внимаваш, нема никаков ризик. Тоа е само уживање во природата. А кога ви започна љубовта, кога се роди кон, да кажеме, да погледнете планина и предизвик да ви е на велосипед да искачите? Па, тоа уште што се вика од мало дете, но да кажеме после некој период кога почна да искачаат маунтин байкот, со пешачењето на водно се откриваше дека па можеме и тука да идеме со велосипед и кога искочија првите велосипеди и ги запознавме, првите луѓе кои што веќе возат и они те насочуваат во самиот спорт, се купи првиот маунтин байк и се освои водно како прва планина и најблиска до Скопје. Кога го купивте? Еве да, само во продолжение гледаме и некои видеа од надпревари, подготовки. Да, ова е надпреварот на Пупова шапка, кој што го организираат клубовите од Скопје, односно нашиот колега Лазе. А господине Кондев, колку надпревари
се одржуваат изминатиот период. Споминавте Попова шапка, Маврово чинам. Маврово, Скопје, Куманово. Тие се стандардни? Стандардни места каде што се прават. Значи, во зависност од периодот и од годината, некогаш се организираат 7 до 8 надпревари. Увие влегуваат како, мислам, во типот на меѓународни надпревари? Не, тие се за ранг листа на велосипедската федерација. Значи, на крајот сите тие надпревари се одредува кој е прв на ранг листата со најмногу поени и бодови, и во склоп на тие надпревари има и се одржува и државно првенство, каде што тој што ќе победи нели е државен првак. Јас знам дека поголемиот дел од овие вакви екстремни спортови ги гледаме на странските канали, дел од нив кои што пренесуваат само екстремни спортови, па одблиску може да го видиме и како изгледа сето тоа. Во Македонија не е толку многу застапено, барем не со снимки, зборуваме за луѓето да имаат поблиску да видат како тоа се одвива. Кој се може да биде маунтин байкер? Не се работи за обичен велосипед со кој што... Па може да биде секој што сака. Значи, во светот постојат група на дечиња кои што почнуваат малтене од 3-4 години, 5 години да возат на најобични велосипеди кои што немаат педали, баланс байк или пуш байк со трка од неколку метри, каде што интересно, ние таа трка направивме лани оваа година на Гази Баба во соработка со едно здружение Logic, каде што имавме 50 на деца кои што дојдоа на таа трка, и тоа беше едно уживање да се гледа како децата уживаа во надпреварот и самите се надпреваруваа, после тоа па они не гледаа како ние се надпреваруваме, така да имаше така една добра синергија. Со Никола од Екологија. Да. Во тој поглед сакам специфичностите на велосипедот да ги објасните малку. Па велосипедот, нели, како велосипед си има стандардни компоненти, тркала, нели, рамка, но се разликува од останатите кои што се за градска употреба, затоа што има подебели гуми, има амортизација, во зависност од типот на велосипед има преден амортизер, заден амортизер, нели, во зависност од стилот на возење содржат различни компоненти, дали алуминиум, карбон, и се зависи во кое ниво на возење и, нели, финансиски кој може да си приушти. Да, многумина можеби ќе кажат, барем за нашиот стандард, барем јас сум присуствувала на делот разговори, во смисла дека постои волја, желба и љубов, меѓутоа ете дека не секој може да си дозволи да купи. Другите се импровизатори. Да. Па не би рекол, затоа што барем во Македонија е доста сменето, затоа што доста се купуваат и поквалитетни велосипеди, и едноставно тие што сакаат да уживаат во возењето знаат што е да купат добар велосипед. Тука ми се наметнува прашањето, споменавме дека постои интерес, еве нека не е во Скопје, мислам секако ќе го земеме во обзир и главниот град, меѓутоа според вас имаме ли навика генерално земено да всушност подобро прашање би било колку имаме навика да возиме велосипед. Споменавме, знаеме дека може да се каже дека буквално бар во Скопје многу малку постојат, не мора да е за планински велосипедизам, туку ете тие траки, патеки, каде што некој што сака дали да стигне до работно место, дали за рекреација, може всушност да се качи на велосипед и сето тоа мирно и гладко да помине без обраќање хаос. Моја лична импресија е дека се повеќе луѓето возат точат велосипеди во Скопје. Да, значи инфраструктура има во Скопје, да кажеме каква што е таква е. Може да се стигне од место на место, но најголемиот проблем е културата на сите учесници во сообраќајот. Значи тука е културата на тие што возат автомобили, тие што возат велосипеди и на самите пешаци. Никој никого не почитува, без разлика во кој дел од сообраќајот учествува. Нема толеранција. Да. И велосипедската патека во потек, да кажеме, од аеродром до центар, каде што има и дел за пешаци, и дел за велосипеди, кој кај сака си се движи. Значи на велосипедската патека се движат пешаци, на пешачката патека се движат велосипеди, на некој патеки има паркирано автомобили кои што нормално застануваат за 2-3 минути како и секогаш, нели? Да. Но настанува некоја гужва која што сепак
Да, кај не почитуваат дека е тоа велосипедска патека, пошто има, каде се движиш ти, гледаш. Па, тоа е луѓето секојдневието, се значи, се ако се навикнеме на тоа, ќе се стигнеме од точка до точка. Да, и веројатно, како што кажавте на почетокот, многу подобро е да избега човек со велосипедот во планина. Да, културата пред се. А и особено што дел од некои велосипедски патеки се буквално поминуваат низ автобуските станици, што е исто така проблем. Да, веќе гледам дека некои патеки ги пренасочива и да околу, но негде нема можност. И така настануваат некогаш некои така конфликти на поминување, затоа што сепак некои луѓе мислат дека треба тамо да стојат, без разлика што тоа не е нивно место. Да, во тој однос колку сме далеко всушност од уште колку би ни требало да достигнеме таа култура што споменавте за европските земји. Сигурно нема да го земам примерот со Амстердам или Холандија, бидејќи тоа тамо е сосема нов левел, односно ниво на. Па да, тамо е различно. Како, освен градските власти што треба можеби повеќе да поработат на инфраструктурата, како според вас би се сменил тој ментален склоп за да научиме дека на добро и сончево време, да речеме, е и здраво. При тоа да го земеме велосипедот и да стигнеме до посакуваната дестинација? Па најверојатно со некои проекти, реклами, подобро бележење и маркирање на велосипедски пешачки патеки. Не знам, тоа е, мислам дека е предизвик за секого и за секоја влада да се создаде некоја сообраќајна култура. Или како што холанѓаните направија, кратење од данокот, персоналниот данок кај сите што користат велосипед, тоа се некои минорни бројки, меѓутоа кога ги испоите во текот на годината излегуваат добри проценти. Па да, еве ги, нели, градот Скопје, општина Центар, општина Карпош даваат некои грантови за кој ќе купи нов велосипед. Сакам да ве вратам повторно на планинскиот велосипедизам. Ако таму го имате оној адреналин, веројатно, нели, и тоа е дел од возењето по планините. А како тоа го поврзувате со физичкото и психичкото здравје? Како влијае на човекот? Па во зависност, нели, од начинот како се вози со самата, нели, циркулација на крвта низ телото, низ организмот, доаѓање на кислород во мозокот. Значи се доаѓа до една фаза да се лачи тој еден ендорфин за осеќање за убаво и тогаш што е момент после 45 минути, саат време се осеќаш релаксирано. Сега во зависност дали возиш некое појако темпо или послабо темпо влијае. Но чувството е, нели, слободата и движењето, кога ќе се вратиш после сето тоа, се осеќаш убаво. Има ли време за размислување додека сте на велосипед? Па да, има. Затоа што, нели, како што напоменав, со самата циркулација, нели, многу идеи доаѓаат. Па сепак многу идеи доаѓаат во планина, ќе ти текнат некои работи. Има ли, можеби, еве за секој планински велосипедист некој посебен начин на подготовка пред искачување на одредена рута и на што се игра улога во занимавањето со овој спорт, да речеме дали генетски предиспозиции или едноставно се е вежбање па навика? Па да, има. Пред се генетските предиспозиции се многу битни. Кај секој спортиста, не само во планинскиот велосипедизам. Сега, во зависност од периодот на сезоната, кога има некој битен надпревар или некоја битна трка, припремите почнуваат уште од ноември или декември месец, и ако има некоја битна трка во јуни, има процес на подготовки до тој термин. После тоа има, нели, мал процес на одмор и се спрема за наредна трка која што му е многу битна. Сега во тој подготвителен период има базичен период на изградување, период на техника и сосема еден голем број на специфики кои што секој надпреварувач мора да ги пројде во тој припремен период. Сте учествувала во многу и меѓународни надпревари. Еве и она што всушност на почетокот можеби ве прашав, имате ли еве во организирањето кај нас тука никаква помош, спонзорства, добивате ли доволно поддршка во овој однос за, нели, поголемо ширење на овој вид на спорт? Па да, има
некое спонзорство, но сепак да кажеме за нашиот спорт, како и за секој спорт, не секогаш доволно, затоа што ако се организира некоја меѓународна трка која што е од УЦИ стандард, тамо мора да се обезбедат парични награди кои што се официјализирани од самата светска федерација, па да се платат мерење на време и сите тие работи, на крај сумата ќе дојде доста голема. Сега има некои спонзори што помагаат, но секоја година е различно. Така да сепак помошта е добро дојдена. Да, добро дојдена, но би требало да биде некојаш и поголема. Така, господине Кондев, Македонија изобилува со планини. Дали на тие планини се работи на патеките или се импровизирани патеки кои што останале со тек на користењето, се развивале од самите велосипедисти? Има ли луѓе кои што се грижат низ тие планини да има велосипедски патеки? Па велосипедските патеки реално не се одржуваат во Македонија, затоа што сите се движиме по некои патеки кои што веќе постојат од порано. Се создавале со тек на времето? Да, дали поминувале некои камиони или некои други возила. Сега во последниот период се бележат тие патеки, да кажеме националните паркови во Маврово, Галичица и други делови од Македонија, активно последниве 2-3 години има маркирање. Така да може на онлайн порталите да се најдат доста патеки или GPS рути кои што може некој да си ја симне и да си ја помине таа патека. Има доста туристи кои што доаѓаат во Македонија, од Израел, од Чешка, кои што доаѓаат и со своји велосипеди и ги возат тие патеки. И која планина е најкористена? Најкористени се Маврово и Галичица. За Галичица, да. Значи, и ова е интересен податок дека има странски туристи што сакаат да возат. Полека треба да го завршуваме овој разговор. Мислам дека начално фативме се. Чалски, имаш дополнително прашање? Да, колку велосипеди има господинот Кондев? Знам ке гитаристите секогаш тоа, имам 50 гитари. Имам за секоја намена, имам за градско возење, имам за возење по друм и за возење по планини. Значи тоа се три велосипеди. Возете постојано? Да. Па кога имам време, да. И во градските предели, во временските услови? Во Скопје возам секој ден, значи на работа и назад. Тоа значи дека може да воопшто да не се качите во автомобил? Не воопшто. Значи многу ретко, не постои лошо време, постои лоша гардероба. Значи има 4 временски, 4 времења и постојат 4 гардероби за тие времења. Да, добра поента за крај, за секако оние што се влюбеници во овој спорт. Ние ви благодариме што одвоивте време, еве накратко, а секако да испромовираме малку повеќе, да ги запознаеме, па и ние да се запознаеме со оние главни насоки за планинскиот велосипедизам. Се гледаме во друга прилика. Благодарам. Да. Сега правиме една кратка пауза и се враќаме со колегата Дејан Андоновиќ и фокусот во светот.